Dobar ден од мене, Катерина, која што сум само замена на Тина, која што е на заслужен одмор и се враќа веќе на 9-ти во новото четврто поред за оваа 2023 година издание на Црвена линија. Значи, во ова трето е повторно ќе бидеме заедно, јас и вие со своите 90 секунди, секако на нова тема. Еве како увертира. И покрај големото загадување, денеска ќе се палат колидарски огнови. Традицијата е да се дочека бадник крај оган, со чашка греена ракија, чај, со песни, желба за здравје и берекет. Според црквата пак овие обичаи се пагански. Ке го слушнеме и вашиот став, се надевам. Дел од народот утре за бадник прави погача со паричка, а други тоа го прават на Василица. Всушност, теми две за ова издание. Ке одите ли вечер на колидарски оган? Прво е тоа, ве прашуваме, а второто е погача со паричка. Ке правите утре за бадник или тоа ќе го правите за Василица? Мислам дека тоа е една од темите на која што се дебатира секогаш кога се во прашање Скопје и Битол. А ако се секирите, тие заратините се ставија настрана, секогаш има полемика околу таа идеја. Дали е на онаа стара нова година тогаш треба да се прави лепче со паричка или тоа како што го прават голем дел, да речеме, од скопјани, или пак е тоа вистинскиот момент, односно Василица е денот кога треба да се прави лепчето со паричка. Кога сме кај анкетата, и таа е дел од секој издание на Црвена линија, дел е и од ова, ве прашуваме дали ќе правите лепче со паричка. Можете одговори секако се за бадник, тоа ќе го направите, или за Василица. Социјалните медиуми се тука, а вие како и секогаш ќе бидете добредојдени на нив да видиме кои ќе бидат вашите одговори на овие прашања. Значи, уште еднаш подсетување дали ќе правите лепче со паричка за бадник или за Василица. Тоа е во однос на анкетата, а во однос на нашата тема е ќе одите ли вечер на колидарски оган и покрај цело ова загадување и се што му направивме и на градот Скопје и генерално на Македонија, погача со паричка ќе правите за бадник или за Василица? Добро вечер, кому, ако не сме се чуле во овие два дена, тогаш се рекна ви нова. Да, добро вечер. Добро вечер. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Поздрав и до вас. Ова што ви се прашања поставени, искрено да ви кажам, јас се сложувам со Македонската православна црква Охридска Скопје, дека палењето огнови се паганство, да знаете. Тоа е по Библијата, не јас се сум ги измислил. Втората работа, на оганот доаѓа попови, пеат, свети палат, што е најстрого забрано, тоа е паганство. Само за да соберат поповите пари. Ништо друго, јас да ви кажам отворено. Прво и основно, во Македонија паричка се става за Василица, не за бадник. За бадник се месат мазници постни, се јадат пифти, речете го не пифти, туку риби, се јадат постни сарми. Све е тоа постно, со тоа што ние го најавуваме утрешниот ден Коледе, најавуваме раѓањето на Исус Христос. Не ова што се случува дека ние треба да играме оро вечер, да пиеме ракија и да се веселиме. Не. Прво и основно, затоа православната црква се изјасни и кажа дека паганство, не да е паганство, е срамно за нашата православна вера. Јас пожелувам сите кои што ќе ослават бадник и Божик да бидат среќни и весели, а не овој оган кој што го најавува, колебето го најавува, ова речи го Исус Христос за раѓањето, не овој оганот. Така. Ви благодарам, како прв гледач, ова беше отворање на оваа црвена линија, ги имавте своите први 90 секунди. Еве, кога го слушам ова звонење на телефонот, веќе имаме некого на линија, чинам дека се до крај јасни темите, тогаш ајде да не одземаме време, да имаме повеќе од вас кои што ќе ни го кажат својот став. Прво, дали ќе одите денеска на колидарски оган, дали тоа го правите годините наназад, од кога може би оваа традиција која што не знам, јас мислам дека овие последниве десетина, па може би повеќе години, не се сеќавам дека при тоа се правеле вакви колидарски огни, но што е тука е ваше ставо да ни го кажете. И второто, дали ќе биде лепчето со паричка за бадник или ќе биде за Василица? Добро вечер, кому и срекна нова. Ајде, добро ден, Оле. Добро вечер. Добра вечер. Не, уште тука сме негде, некој
уште малку, уште 15 минути ќе се стемни. Уште Вака да 15? кажеме сега. За паричето ќе збориме порастрана. Сега прво да кажем, што денеска во Скопје и во Битола, кои ги паднат бадниковите огнови, што наговестуваат? Што е утре? Како? Не ве слушам убаво, како што е утре? Што е утре? Утре е бадник. Бадник наговестуваат. Паганскиот дел ќе играме околу огнот или така? Бадникот, ние кај на Сутето, Скопје и Битола го практикувате така. Ние кај на Сутето и другиот западниот дел и таму, Прилепско и не знам каде, ние го практикуваме, наговестуваме Божич, Христово рождение. Затоа вечерта го палиме огинот. Утре го палиме огинот. Утре го палиме и наговестуваме звездите и небото кажуваат дека имаме благовештие, имаме син роден Божи. Тоа е вистината. А за ова, затоа реков ја Василица е големиот празник или Стара Нова година. Целото семејство се собира на Василица. Ми се чини, ја не знам да ми се Божи го направиле не работа, ми се чини и Василица треба да се работа. Ден, ако падне четврток, петок. Добро, вие велите на Василица се прави тоа липче со паричка. Ајде да видиме што ќе ни каже следниот гледач, кој е неговото размислување и видување. Дали во оваа загадена наша земја, во оваа загадена Македонија ни требаат вечерва уште колидарски огни, иако се најавени на секаде, дека ќе ги има, дали можеби вие самите ќе одите на таков колидарски оган и кога треба да се прави липче со паричка? Дали за бадник или можеби за Василица? Добро вечер кому и срекна нова. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до Одјахата и до тамата низ. Јас сакам да кажам. Знаете кога Свети Василија е бил наричал ко бесел колатиња и ставил го ходише да пари. И дела на цирваците. Тога се меси зелник, тоа париче. Со париче. А не, сега се стави на вечерата вечер се стави Христовото раѓање. Христовото раѓање. А не ова париче. Ја мислам дека али овие се испомрга. Се испомрга и нова година и стара година. И не. Се ставеше нова година од старо, се ставеше оро со песни. Се одеше по куќите. Се препеваха печки, тапанджи, се беше. Се на умове, се на семана. Ништа не. Тоа е, дека се тргна наумо. Како држава, како народ. Добро. Ако добро ве разбрав, каква држава, таков народ. Ако добро разбрав за крај, последните секунди не ги искористивте, но го кажавте своето мислење. И покрај големото загадување, денеска ќе се палат колидарски огнови, ве прашуваме дали е тоа паметна одлука, дали можеби и самите вие ќе присуствувате на таков еден колидарски оган и дали е добро да се крши липча или да се прави липче со паричка за бадник или можеби според ваше мислење е подобро тоа да се случи на Василица. Добро вечер кому и повелете 90 секунди ваши, па да го чуеме вашето мислење, вашиот став на оваа тема. Добро вечер, Кате. Добро вечер. Голем поздрав. Поздрав. Вака да ти кажем, ја како дете што знам, ние си славимо на бадник, пошто ја сам, мислим, веруем у тие работи, пошто сам првата буква сам го научила у нашиот манастир у Јоаким Крчовски у Крива Паланка и нема сила што некој ќе ми каже нешто, нели. А Василите се го славимо, пошто имам сестра, се вика Веселка и си она слави, мислим, имен ден, идеме, еве голем поздрав до неја, а за паричка, како знам, само на бадник и Божич, зашто вика ти каде ќе идеш,
Бадник да си дома. Дечиња се радуваат, еве најповеќе за парката, некои прават повеќе, знаеш, парки на сите деца да не се нервират, али ја како знам само лепче и нели парката на кога се падне, прво ставимо на Господ, па на куќата, па на сите, па толку радосно. Знаеш ли, војката, ние се сега сме многу задоволени со се, али отпорено децата немале што да јадат и само чекале да дојде бъдни вечер и викале, мамо, кад ти биде ситовната вечера? Зашто знаеш на тај ден нели се прави гравче, зелник, риби, мислим на тај ден се што ставиш целата година ќе ти биде богата. И ние многу си ги сакамо тие празници, нека збори кој како сака за нас. Еве ја додек сум жива, нема сила што може да ми каже не е така, не е овака. Ќе си терам како што се мојата мајка, баба, пребаба, еве и јас сега сум баба и унучиња и се да ти кажем, нисам сретна и со душа го чекам да дојде овај празник. Да сте живи и здрави сите, да си дочекамо со радост, со среќа, а огнови некои палат и вечер, например, се зависи, пак пумови фаќат, па кате убаво е. Да ти кажем, пумо е убаво, ние македонците сме толку чисти души, па не знам, живи и здрави да сме. Поздрав и се најдем, среќни празници. Живи и здрави, среќни празници и вам, секако и на сите кои што се заедно и со ова предпразнично или во увертирано уште едно празнување, нели? Ако минатата недела ја дочекувавме новата 2023, сега дочекуваме уште едни убави празници. Еве сега ако јас смеам да го споделам своето искуство во овој Скопски регион од каде што потекнува моето потесно семејство или делото од кај татко ми, ние славевме секогаш, односно го кршавме липчето со парича за Бадник. Тоа беше нашата традиција. Знам другарки кои што се од Битола родом и кои што тоа го прават на Василица. Имам и сега роднини, нели, од страната на мојот супруг, кои што тоа го прават исто така на Василица. Веројатно е паметно секој како сака или како милува, или во духот на традицијата, да продолжи традицијата, како рече нашата претходна гледачка, на оние наши предци. Па кога тие правеле, и ние продолжуваме од таму каде што тие застанале. Ајде да чуеме што ќе ни кажа следниот. Гледаш, добро вечер кому и добро вечер. Среќна нова, ако не сме си честитела. Да, благодарам и на вас исто. Благодарам. Видете, моите предци го практикувале лепчето за париче на 7, на 6, на Бадник. На 6. И ја така терам. Да, од каде сте само родом, кажете ми? Пазете, за моите се од Скопска околија, тука Од Скопска на село мајка ми Долно Лисиче. Так. Сега во врска со огинот, да ви кажам право, секогаш знам дека тоа не символизира ништо. Потоа што ми го кажал татко ми дека тоа го практикувале чисто ради топлење, дека чекале да помине полноќ за да тргнат на Коледе, бидејќи понапред по селата се оделе на Коледе ноќе. Чим пекаше ноќта, значи после 24:00, може да се тргне на Коледе. Да. Сега баш и тоа ми представува дилема и ќе мора да побарам се бора одговор. Зошто е утре Коледето ако Христос се родил на 7? А нели коледарите викаат, го навестуваат раѓањето Христово, тоа фактички треба да се слави 7. Бидејќи гласниците се на 7, не се на 6. Затоа што не знаеле дали он ќе се роди на 6, на 7. Него се раѓа на 7 и после тргнуваат гласниците. Така да, тоа и оно што го рекоа за повторно за огинот, мислам дека ние погрешно го практикуваме тој од нешто правиме нешто. И мислам дека таа традиција тука треба да се замеша црквата повеќе, а тоа е дека не треба попоите да доаѓаат да ги на огнови, тоа е онако. Да, тоа кумства нели па се менува кумот и така натаму. Или се дај одбор нека си има што секоја година ќе организира. Да. Супер, добро. Ете го вашето мислење. Некаде сме на иста бранова должина, колку што ве разбрав, а и вие сте родом од едната страна, барем од Скопскиот регион. Значи, има различни празнувања и различна традиција, ако можеме да сумираме барем од она што се вашите или нели искуствата на луѓето некаде западниот дел на Македонија, повеќе се и околу Василица го правеле тоа лепче со паричка, овој Скопски регион повеќе ја почитувал оваа традиција или ја продолжувал традицијата околу Бадник, односно лепчето со париче се правело на Бадник. Ајде да видиме кој е ставот на следниот гледач, од каде е тој, можеби родом и каква е неговата традиција која што ја продолжува. И уште нешто, дали вечерва мислите дека е потребно одење на колидарски оган или воопшто дали треба да се практикува во овој загаден Скопски регион и воопшто Македонија? Добро вечер. Добро вечер.
Па да ви кажам, јас го поддржувам претходниот гледач, ја не сум за огновите, јас живеев во центар и таму сум родена. Тогаш ја не памтам ко дете да се палеле огни, само сме оделе на Коледе, а вака палено огни, такво нешто тука бар немало. И не сум и порано можда палеле, правеле оген, затоа што било ладно и така на некој начин, меѓутоа она малку да се стопат. Не со некој друго значење предпоставувам, зашто еве ја постам сега, и сега како можеш да бидеш ракија, риба да јадеш, кога веќе утре е бадникот, однако, значи ова луѓето сега си го преувеличуваат. Порано немале некоја друга, како да кажам, занимација веселба, и едноставно луѓето ќе си запалат малце огни, нешто ќе си земат сигурно жива тушија, така винце, ово на што имале слично, не правеле вака, не доаѓале попови, да прават, ова е буквално некоја фешта, веселба, како да кажам, со музики и све. Ја такво нешто не памтам. Во другите тука мало правеле, меѓутоа вакво нешто не, па ќе речем некој мало огинче да се топлиш. И кој што така нешто да колку да седнеш и како да кажам да направиш така една занимација, да се собереш буквално тоа. Ова веќе сега ги претераа сите граници. Па не знам погачи, па не знам риба, па не знам сарни, па не знам ова. Урано кој што има ќе донесе и ќе ти седне и толку. А овие огни, ова е катастрофа. Значи треба уопште да се забранат. Кој поголем огин ќе направи? Па луѓе нема да се згреат. Греота е, бидите хумани. Дајте му на некој да се згрее. Значи ова па загадувањево катастрофа. Ја одма тоа би пуштил. Да, и тоа е нашата дилема на денешната тема или една од темите, нели, дали во овој загаден воздух се она што ни се случува е потребно да палиме колидарски огнови. Ајде да чуеме што мисли следниот гледач, какво е неговото искуство во однос на традицијата, како го учеле неговите баби и дедовци, мајка и татко, можеби, од каде потекнува и кога се прави тоа липче со паричка, дали за бадник или за Василица е секогаш дилемата. Добро вечер. Добро вечер и убава вечер, Катка. Много ми е мило тоа име твое, зашто внука ми се вика Катерина. Благодарам. Вака, јас сум потекнала од Делчево. Меѓутоа, тоа е паганско, тоа обичај, тоа со палење огнови. Така кај нас не се оди. Се одиме на Коледе, меѓутоа кажуваат тие овчарите дека се роди нашиот спасител. Тоа е Коледато, што одат коледарите по куќите. Раскажуваат дека дојде нашиот спасител, а не е да се најде. А паричката ние баш на бадник ја ставаме. И одиме у црква, се молиме, издоваѓаме, после ја кршиме, лепчето го кршиме, баничка си месиме дома, не пара. Нема кај нас тие обичаи со пара во баничката, само во лепчето. И кој што има, ќе стави на оревчиња едно друго, тоа ќе се стави. Толку пријатно, се најубаво. Пријатно, убава вечер, поздрав до вашата внука Катерина и се надевам дека ќе имаме уште едно раскажано искуство во 90 секунди од нашиот следен гледач. 30 70 005 е бројот на кој што вие можете да кажете кој е вашиот став на овие две теми или една главна тема, дали денеска ќе присуствувате на коледарскиот оган и она кое што се сака не интересира, имаме различни ставови и мислења, тоа е дали треба лепче со паричка да се прави за бадник или можеби попаметно е или по традиција е тоа да се прави на Василица. Ајде одиме со следниот гледач кој ни се јавува. Добро вечер и среќна нова. Добро вечер. Добро вечер. Среќна нова година, среќни празници, се најубаво. Среќна и вам. Вака се, прво што се однесува до коледарските огнови, се би сакал да кажам. Не знам од кога датираат тие огнови сега. Меѓутоа, знаете што? Тоа ќе кажам една работа, ова е Балкан. Овде луѓето сака да се слават. Тоа е нивна, едноставно сакаат музика, сакаат да се видат на тие огнови, сакаат да прослават, сакаат топла ракија да се напијат и тоа е тоа. А не оти нешто од тоа, сето тоа јас колку што знам, ете и слушнам дека и од меродавни, од црковни луѓе кажа, дека се тоа пагански обичаи, и така натаму, и така натаму. Меѓутоа, верувате дека не знам колку би можело и колку лесно може да се искорени сега
таа традиција. Еве од пандемијата навамо некако се намали. Јас живеам во Кисела Вода. Гледам тука низ балкон, гледам се симнав доле. Не гледам некои подготовки така за денеска нема подготовки. Нема некои поголеми, барем во близина кај мене. Да. Барем во близина кај мене нема некои подготовки. Може би ќе има како минатата година така на неколку места. Кога јас сум баш кај домот за деца со оштетен вид, тука некаде сум, значи кај паркот што е. Порано, мислам, минатата година имаше, меѓутоа само на неколку места беше. Јако, значи до пред пандемијата беше многу јако беше, значи на сите, дури и во нашата зграда се собираа пари и се палеше оган да богата трпеза и така натаму и така натаму. Што ќе биде вечерва на вистина? Да, ви истикоа 90 секунди, ама колку што разбрав, не гледате до сега нели дека во Кисела Вода или барем во ваша мала ќе има колидарски оган. Не знам колку е тоа паметна одлука за сега, но веројатно сте во право, нели оваа година околу загадувањето, тоа палење на колидарски огнови, но Арно велите, нели, веќе станува дел од традицијата, па никако не знаеме колку време ќе ни треба, пак ако треба, иако е пагански, иако решиме сите заедно, нели, дека треба да го искорениме, за да се искорени. Добро вечер кому, кој е следниот кој што ни се јавува и 90 секунди се ваши, повелете со вашите размисли. Здраво, здраво. Здраво, здраво. Па вака, у Јосип Броз време, коледарски огнови не се палеа. Ова како теде плурализмот, демократијава, почне анархијата да се случува. Да не се слуша ни црква, ни религија, ни попови, ни никој. Значи, не мора поп да слушаш. Таму тоа Библијата што пише по тоа држи. Не сум религиозен тип, али ако веќе сакаш да бидеш религиозен тип, си се заложил за таа работа, сакаш почти да одржава сите тие работи, такви луѓе не ни требаат. Покрај толку загадување во моментот сега што имаме, уште фали колидарски огнови. Да. Јас сум противник на тие работи, иако и кај мене мало палаат огнови, за жал. Во кое мало ста? Во Драчево, една мало. Немој сам против сите, знаеш, ќе те после се покажува дека си шимнат. Ова е забедан. Вака, пушти будале, што викат нека тера. Така да, сум да си се спроведе тоа, како што треба по тие сите параметри како иде редот, али огнови, тоа повеќе паганизам. Знаеш, ме потсеќа на некои филмови што сум ги гледал со Бров Дракула, со такви работи, од дете. Време нема, поздрав пријатно. Поздрав, така е, да. Одбројуваат последните секунди од оние 90 кои што секој од нашите гледачи ги има на располагање за да ни ги каже нашите вашите размисли, всушност своите размисли на оваа наша денешна тема. Првото прашање кое што ви го поставуваме денеска е дали ќе присуствувате вечерва на тој колидарски оган? А второто што ни интересира е што мислите кога треба да се прави лепче со паричка? За Бадник или за Василица? Ајде да видиме што ќе ни каже следниот. Добро вечер, и ако не се чувме овие 2 дена во новата година, тогаш срекна нова. Благодарам. Добро вечер, почитувана возителке. Добро вечер, почитуван гледачу. Среќни празниците, види. Сега, предходниот кажал не драчево, ја понапред него пинкија на селбата. Традиција многу голема правиме. Тука на селбата имаме и градицето, па тука си правиме. Види, многу лошо сега одеднаш оваа традиција, не знам колку годишна, да прекинеме. Околу Коледа? Да. Добро. Постепено ти све е спремно, кум си имаме, што оди по куќи, собираме пари, и тоа сега одеднаш, знаете, многу лошо е. А толку време сме навикнати. Некој да речеш мало огинче, така традицијата да задржиме, тоа е беше. Добро. Не е друго нешто, не знам како да кажам, убава традиција, се собираме сите. Ако треба, понатака, еве, полека, да изфрлиме тоа, али сега, моментално, еве, кум сме, чај вечерва, кој ќе си му падне паричето, значи, па до година кум ќе биде. А ова, утре, ние па дома си правиме, така ли? И таа традиција, не знам сега како да кажам, да не грешам.
Полека треба, постепено, не одеднаш сега, еве се зачудив попот кога кажа, многу ми е штуро некако. Незгодно ли, како да кажам, извинувам. Ве разбирате? Така, ве разбирам. Многу навикнати сме и сега полека, вајде како шо Вајде како дошло, така ќе отиде, а? Да. Видите, вие ништо лошо не правиме и тоа е ваш избор, нели? Греана ракија, греано вино, ако добро паметам, рипче, пугача и кум, кој што се бира од малото и кој што во тоа кршење на липчето со паричката на тие колидарски огнови е следен кум, нели, од малото за следната година, па и тој подготвува потоа трпеза заедно со своето семејство. Така никако стојат работите, барем онаму каде што, нели, сум присуствувала некогаш пред години и сум го видела сето тоа, нели, на лице место, па има и по некое оро на крајот на оваа средба колидарска. Колидари бевме некогаш, нели, како деца, но немаше колидарски огнови. Ајде да го слушнеме мислењето на нашиот следен гледач, 90 секунди ваши. Ви билам добро вечер и срекна нова. Ало, добро вечер. Добро вечер. Од Бидола се јавувам. Знам дека вие за Василица правите паричка, така? Да ви кажам, вие за Василица, ама не го знаете значењето на паричката за Василица. Зошто се клава вие Скопјани, ништо не знаете. Повелите. Слушајте. Ајде. Кога имало опасност градот, кај што бил Свети Василие, да го нападне некој цар, тој собрал пари од цел град и му ги даде на царот и го спаси градот. Кога се другиот ден, го натера фурнаджијата да меси лепче. Добро. И во сите лепчина да клаи паричка. И на сите му ги врати кој колку имаше слајно паричка. Разбира. Тој е висината за паричката, а не... И то во мазник ми е клаваме. Во мазник, а не во лепча. Не во лепча, во мазник. Така. А за огноите, оган може некој мал да се запали, така, ама со пијање, со рајки, со глупости, со песни, со ора, тоа е паганско, тоа веќе спаѓа во паганско. Така е. Да, поповите и денеска ќе речат дека е тоа пагански обичај, секоја година е истата дилема. Традицијата некаде пред години ја донесовме, не знам од каде и како се случи, но се случи. Мислам дека еден од гледачите добро кажа, ако смеам да додадам дека на Балканот некои работи ни се потребни, а тоа е славење или веселба. Па може би од таму и овој обичај стана дел од традицијата, иако е пагански. Што мисли следниот гледач, дали вечерва треба да се палат колидарски огнови и дали ќе правите за Бадник липче со паричка или може би тоа ќе се случи за Василица? Дали сум на линија? Да, вие сте на линија. Добро вечер, срекна нова. Благодарам и на вас, срекна. Па вака, прво на огнови не одам, но сите работи што се случуваат ги оправдувам. Тој оган има свое значење, затоа што луѓето се собираат од вечер, цела ноќ, посебно зима, да стојат без огин, без топлина, а и без ракијиче малце да ги загрее. Ама малца. Малце, да, викам, го оправдувам, значи, огнот го оправдувам ради да се стопла тие што ќе коледаат, што ќе одат по куќите. Значи, ракијичката ја оправдувам сепак како, значи, обичај, треба да се малце да се напија, се добие една мала веселост, значи да биде поинтересно. Значи, и, значи, паричката, јас се јавувам од Охрид, нашиот крај се практикува за Василица. Сега, значи, во Скопје, живее во Скопје 50-60 години, кога бев таму, се правеше на Коледе, значи, а во Охрид на Василица. И така да, значи, тоа е, во ствари, паричката, значи, да се каже кај кого ќе биде среќата за следната година. Богатството, парите и така натака. Тоа си на своје значење. Но во принцип, значи, кога не би било, значи, друго време, не би го оправдало огнот. Но пошто се работи за зимски период, зимско време, сепак
али во разумни, да речеме, количинера 10 кубика да се стават на огнот, па до 3 дена да стои тој жар. Значи да биде тоа обик, да речеме. Да, ве разбрав. Мал оган колку да се одбележи оваа традиција. Нашиот муабет или дилема беше само дали ова загадување треба да ни донесе колидарски огнови, и дали заради паганскиот дел за кој што зборуваат црковните лица, треба можеби да подзастанеме со оваа веќе традиција. А втората дилема е дали лепча со паричка за Бадник или за Василица. Ајде, кој е размислувањето на следниот од вас? Добро вечер, кому и срекна нова. Ало, добро вечер. Добро вечер. Сречни празници, со многу здравје на вас, на вашите колеги и на сите широм Македонија. Благодарам. Срекна и вам. Ви благодарам. Коледарскиот оган останало традиција да се прави и ќе го правиме. Меѓутоа има апел да не се троша толку дрва. И јас сум за тоа да не се загадува, да не се троша, затоа што имам сиромашни фамилии кои што немаат ни 2 кубика, па нека им се подарат на посиромашните. Зашто и да не? Али треба да се запази со помал оган, тоа нека се направи како една традиција. Малци само пажња да обратиме на сето тоа, а не да го изгаснеме. Ја не сум да се прекинат. Нека се запали со помала количина дрва и нека се прослави онака како луѓски ви следува. Не да се пијанчиме, нека се игра тора. Ората не може да се играат само со ракија, може да се и со обична вода да се играат. Така да тие традиции нека си продолжат и понатаму. Сега за погачата. Со паричка. Јас кај мене, јас утре за Бадник ќе ја правам, што е тоа прекршок. Тоа е прекршок, да ви кажам искрено. Затоа што јас го правам, затоа што моите деца доаѓаат, не живеат тука и доаѓаат кај мене на гости и по повод заради нив, јас тоа го правам. Иначе се прави за Василица. Меѓутоа за Василица од работата што имаат обврски не може да дојдат. Па затоа ќе го правите за Бадник, липчето со паричка. Добро, ви благодарам за ова ваше размислување. Ете, убаво кажа гледачот, тако веќе се палат колидарски огнови, тогаш може урце и може да се развеселите и без греана ракија, но ваш избор. Од секако празниците се пред нас, уште еден дел од овие празнувања, нели, вечерва Коледа, па потоа Бадник, па потоа Божик, па следната недела доаѓа и Василица. Некои сега на 6 вечерта кршат париче, лепше со париче, некои за Василица. Тоа е и нашата дилема денешна. Исто така имаме дилема околу тоа дали денеска треба да се палат колидарски огнови заради оваа загаденост која што и се случува на Македонија. Добро вечер, кому 90 секунди ваши и срекна нова. Добро вечер. Мислам дека има... Да, добро вечер. Повелете, вие сте во црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Се јавувам од Скопје. Коледарска вечерва, мислам се палат огнови, не огнови, а од времето било тоа. Стари скопјани. Добро. И меѓутоа, мислам, тоа станало и традиција. За Василица не сме правиле паричка, меѓутоа за Бадник обавезно утре паричката. Меѓутоа, мислам, дедо, прадедо, све тоа сме го традиција, сме го провршаме за време на Бадник. За Бадник. Добро. Колку што ве разбрав, сте од Скопје, така? Да, од Скопје. Мислам, без разлика, дедо, прадедо, евете, ми сопруг и јас сите сме во Скопје. Тука ја од околина, а стари Скопјани, тоа сме го традиција. Било паричката на Бадник да се подари. Така е, да. Јас морам да ве потпрашам уште нешто сега, шега на страна. Дали се сеќавате дека кога ви паднала паричката во липчето сте имале посрекна година од другите години? Точно тоа е тоа. Со гаранција ви кажам, точно тоа е традиција и ете, и утре си го правиме тоа, мислам, наредом. Стари Скопјани, стари го кажам, а за некој Василица си го прави, тоа нас се беше чудно, Василица не сме правиле паричка. Да. Така е. Добро, ви благодарам на ова ваше поделено искуство. Имате уште некоја секунда, ама мислам дека тоа е тоа, ставот си го кажавте.
околу двете наши теми или двете дилеми, двете прашања кои што ви ги поставивме вечерва. Хајде да видиме кои се размислувањата во 90 секунди на нашиот следен гледач. Ќе бидете дел од црвена линија, ќе имате 90 секунди пред вас, а ваше е да ни кажете дали ќе присуствувате на Колидарски оган прво вечерва, дали мислите дека е тоа добро во оваа загадена Македонија да се прават вечерва тие работи, да се палат огнови, и втората дилема која што имаме вечерва е дали липче со паричка за Бадник или Василица. Добро вечер, куму, и срекна нова. Добро вечер. Добро вечер. Убав ден. Убава вечер и вам, убав ден. Слушам, гледачите викаат пагански било. Да. Не вели црквата пагански. Да. Библијата ја спомнуваат, во Библијата немало да пишува за огнат. Во Библијата пишува не лажи, не кради, не врши прељуба. Дали е тоа сега пагански ова што се работи во нашава земја? Дали е пагански тоа што го кажуваат? Значи, јас сум да се палат огнови. Зашто? Јас живеам во Мало, во Ѓорче. Јас со комшиите не сум се видел може година дена. Едино вечер ако се собереме да се видиме кои сме и кои сме уште живи. Пошто такво дојде времето, сите трчат натака навака, значи не можеме да се видиме што сме во едно Мало. А огинот се палел. Јас имам 60 кусор години и знам дека огинот се палел за време на бивша Југославија. И сега, дали е пагански? Ајде да докажеме. Кога земји го славеле Божич, православниот, се префрлиле го слават католичкиот. И тоа ли е пагански? Значи, само не замараат со тие работи. Не замараат. Само не, уште едно ќе кажам, дали има некој поп сиромав? Дали има некој поп сиромав? Што ни кажуваат тоа? Нема. Благодарам многу и пријатно. Благодарам и вам. Да, убаво видовте дека имавте уште само некоја секунда до истекот на своите 90. Нашиот претходен гледач вели дека е од Ѓорче и дека сака да се продолжи оваа традиција и дека не треба многу да не замараат со тоа дали е пагански или не. Тоа е начин да се видат луѓето од малото, па ете тој ден некако да си го посветат на малските муабети, на тоа до каде сме, што сме направиле во минатата година, што ќе се случува можеби во идната, кои ни се плановите, целите и така натаму, да се повеселиме заедно, ете така, малски. Што се вели? Добро вечер за следниот гледач, уште неколку минути, вие со различни размислувања, некаде околу Коледарските огнови, и мислам дека сме на исто, дека најпаметно е да продолжи традицијата. Добро вечер, куму, и повелете со вашето размислување. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, вие сте во црвена линија, 90 секунди ваши. Па јас се јавам од Скопско. Добро. Да, па јас сакам сум да продолжи оваа традиција, зашто ние сме сепак Не ве слушам веќе? Да. Да, тука сте, добро? Да, само да малку темпи. Да. Така да со огновиве треба да се продолжи, тоа е традиција. Добро. Да, ве слушам. Треба да се продолжи традицијата. Кажете ми од каде сте во делот на Скопје? Од кое мало? Не мало, од Насел Белинден. Насел Белинден. Тамо се палат Колидарски огнови? Да. Ке палите вечерва, собиравте веќе пари, се е договорено, подготвено? Се е договорено, се е подготвено и така ќе се продолжи. И сега не значи дека Колидарските огни ќе запалиме и ќе се загади. Така. Да. Вие мислите дека ако се внимава, ако се запали мал оган, само колку да се одбележи, дека се одбележи. Тоа е работата да се одбележи, зашто така значи скажува стариве и си продолжуваме ние традиција дека тоа било нешто што тие го правеле порано. Да. Добро. Во ред, еве на истекот од вашите 90 секунди, се надевам дека уште некого имаме на линија, уште неколку минути до крајот на оваа црвена линија. Да, телефонот веќе звони, значи веќе имаме некој нов гледаш со ново свое размислување, а прашањата се две. Првото, дали ќе одите вечерва на Колидарски оган? Втората дилема или прашање е дали липче со паричка за Бадник или за Василица? Добро вечер. Ало? Добро вечер.
Добро вечер. Повелете. Видите, Бадник е, јас како што знам, на 6. Така е. А денеска е 5. Да. Па како ќе го славиме ние Бадник на 5, кој се пишува дека е Бадник на 6, значи после 12 сата може да се пале коледарски оген. Така е. Тоа не е спорно, не е ништо. Ве слушам? Ало? Да, ве слушаме. Добро, продолжете. А кај нас у Штип се практикуваше порано бадникарски огин да биде запален во раните утренски часове на 6. А сега тоа што го измислија поповето за пари, тоа е друго веќе. И не може да дојде до загадување на воздухот од еден огин, обичен. Знае се кои се загадувачи, ама... За тоа друга емисија. Нека се ги откријат тоа. И плюс тоа за загадениот воздух у Скопје. Нека си го повикат владиката што прскаше светена вода за време короната у Гевгелија или тамо каде. Нека ја изчисте маглата, нема да имате загаден воздух у Скопје. Пријатно и се не оваво. Така значи, добро. Да. Ете, добро, убав совет ни дадовте. Ајде да видиме дали некој ќе го послуша. Да. Одиме со реклами, а потоа имаме време да видиме и што се случува со нашата анкета, односно што велите вие на прашањето. Имаме време до крајот на оваа црвена линија, само да ви кажеме кои се резултатите. Имавме интересна дебата во однос на прашањата. Дали ќе правите лепче со паричка на Бадник или на Василица, беа можните одговори. Еве како стојат работите во однос на анкетата. 67% од оние кои што одговориле на оваа наша анкета велат дека тоа ќе го направат за Бадник, значи лепче со паричка за Бадник, а само 33% велат дека тоа ќе го направат за Василица. Како и да е, јас само на крајот на ова издание на Црвена линија ќе ви посакам среќни божикни празници, нека е за многу години и овој празник или овие празници, да бидеме здрави, живи, да бидеме поумни и да бидеме повредни и веројатно посрекни. Тоа е она што ќе си го посакаме сите. И нели како велат, можеби да остане традицијата таква. Кому ќе падне паричката оваа година ќе биде среклијата во фамилија. Ви благодарам и за тоа што бевте заедно со нас и во оваа Црвена линија и секако останете на Телма.